Советот за развој на Вардарскиот плански регион ја одржа својата прва конститутивна седница. Градоначалниците на општините кои се дел од овој плански регион денеска ги презентираа своите планови за развој, но и очекувањата од централната власт. На седницата присуствуваше и заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски, која искажа подготвеноста на централната власт за помош на планските региони. Сакам да најавам дека веќе во наредната година ќе има повеќе средства за рамномерниот регионален развој. Веќе тоа предвидено и со буџетот за 2018 година. Меѓутоа исто така ќе работиме на алоцирање на многу повеќе средства за да го достигнеме законски предвидениот 1% од бруто домашниот производ и со тоа навистина да допринесеме да се намалат разликите на развој на регионите во Република Македонија. Градоначалникот на Велес Аце Коцевски денеска ја доби поддршката на присутните. Во следниот период тој ќе ја извршува функцијата председател на Советот за развој на Вардарскиот плански регион. Според него, Македонија е исклучително неравномерно развиена и вели дека интензивно ќе се работи на промена на ваквата состојба. Моите очекувања во наредниот период се многу големи. Верувам дека централната власт ќе го смени односот кон општините и дека ќе ја почитува законската регулатива за издвојување на 1% од бруто домашниот производ за проекти за пеглање на неравномерниот регионален развој и дека тоа ќе придонесе да се подобри вкупната состојба во општините од Вардарскиот плански регион и дека со тоа ќе се подобри квалитетот на живење на сите граѓани. Председателот на Советот за развој на Вардарскиот плански регион има мандат во траење од 2 години. Инаку, Вардарскиот плански регион го сочинуваат вкупно 9 општини. И тоа: Велес, Неготино, Кавадарци, Демир Капија, Свети Николе, Чашка, Градско, Росоман и Лозово.